Вруток. Таму ве водиме на оваа прво патување на екипата на емисијата Луѓе и места. Не случајно го одбравме Вруток за наша прва дестинација. Вруток, место од каде започнува приказната долга 388 километри. Веднаш на целото Вруток, или поточно на самиот крај на селото, на апсолутна надморска височина од 683 метри, се наоѓа неговиот најпретпознатлив белег, изворот на реката Вардар. До селото Вруток се стигнува многу лесно. По магистралниот пат кон Охрид, кај Гостивар ќе свртите надесно и ќе поминете низ селото Равен. На почетокот на селото ќе ве пречека хидроцентралата Вруток, уште еден белег на ова село, сместено во падините на планината Бистра. Во последните неколку години Вруток угостил многу случајни и намерни гости. Нашата екипа имаше чест да ја почувствува гостопримливоста и отворените врати на врутокчани. Својата приказна тие ја започнуваат очекувано, од изворот. Вруток е познато по реката Вардар, има голем извор, Врело, Вруток, и по тоа е името на Вруток. Селото се наоѓа на 600 почетната точка, затоа што е мало на различни коти, мислам висински, поставено, од 625 до 670 метри надморска височина е. Имаме тука на 625 веќе почнува хидроцентралата, минималната кота му е. Изворот е на 670 метра, а имаме и над изворот уште едно мало. Иначе селото се дели на 4 мала. Имаме долно мало, преку Вардар, средно мало, уствари 5 мала имат. Имаме шилери и маджалари, маджови. Овдека Вруток почнало да се доседуват прво во преку Вардар. Преку Вардарот, тоа е едно равно место така, и од тука почнуваат. После, со доаѓање на други семејства, почнало да се шири селото, почнало према долното мало, па средно мало, и така отишле другите мала ги зафатиле. Иначе селото е овдека живеат и македонци и муслимани, поделени сме, порано бевме негде половина на половина, сега сме негде македонски куќи останати уште на 75 кои што живеат секојдневно тука, а албански кои што живеат негде околу 130 куќи се. Историски немаме точно информации од кога до Тиран, мислам, али негде од 13-тиот век почнува веќе да се спомнуваат селово. Затоа што имаме ние овдека црква, Свети Мина сега е, порано била манастир, запишана во турските архиви, тоа фаќал поголем дел, тој е од 13 век датира тој манастир. Иначе во селото имаме и две цркви, имаме Свети Архангел, таа е обновена 1876 година. Имаме овдека џамија која се почитуваат, имаме и две текиња, исто се почитуваат и да доста народ ги посетуваат и помагаат. Као што помага и црквата Свети Мине, има тука чешма, така и текињата, се кој е нешто не добар, не, мислам со здравје со овона и да тука ги посетуваат доста луѓе. Вруток ни откри интересни легенди, преданија, приказни кои се пренесувале од колено на колено. Легендата за баба и старец, како што велат тие, за карпите кои изгледат како скаменета баба и старец, како и легендата за Нестинкамен, карпа која наликува на скаменета невеста, се само дел од нив. Една од помистичните приказни е случката со подот во средновековната селска црква Свети Мина. Овде имаше во близина еден чан.
почна подо на црквата да се креват, дури не можеше да се влезе. И решиме селото со одборот, дај да се искупа, да се реновира, да се исече. Прво чамно би исекува. Кога почне копањето, ниеден корањ не се најде во црквата. И сите се чудеме. Човекот кој ја работеше таа работа, копајки, најде на овој крст. Човек бил во темел. Да, во темелом натра покриен. Тоа никој не знае кога е покриен, што е покриен. И по старите луѓе сме ги прашувале, тие вика не знаеме. Само се ставало плочки, што имало, кој имало, кој не. И кога се дојде до крстот, кога видиме острана дека нема ништо, никаков корај, и решивме да не се задират. Кај што си е на истото место, тука да останет, само му се направено стакло и да се гледат крстот, да не биде покриен кој што беше порано. Еве, ова е трета година, нема никакво подигање, ни на подот, ни остана некои работи. Не знам што да ви кажем за овој феномен. Вардар е најдолгата и најзначајна река во Македонија. Извира од селото Вруток и низ нашата земја поминува со своите 301 километар, а останатите 87 низ соседна Грција. На незиниот пат до Егејско море и се приклучуваат 37 поголеми притоки. Ние као деца сме поминувале по реката Вардар, сме фаќале чиста пастрмка, Вардарот не беше загаден воопште, многу чист, на секоја страна можеш и да се напиеш вода и се. Меѓутоа за бањање не сме се бањале тука, бидејќи температурата на водата е нејде 8 до 9 степени. По течението на Вардар долж Македонија, за жал многу често бевме сведоци на несовесноста на луѓето, уништувајќи ја како околината на речното корито, така и нејзината биоструктура. За жал, ваква грда слика видовме и во овој дел на Вардар. Залудно било целосното чистење на коритото од страна на армијата на Република Македонија пред неколку години. Несовесните жители на Вруток веднаш побрзале да ја вратат претходната грда слика, како да сакале да му навестат на Вардар што го очекува по својот пат. Посакуваме врутокчани повторно овој срам да го претворат во гордост, бидејќи природата не случајно ја распослала оваа убавина токму овде. Тука имаме во Вруток изградено 47-та година направен проект за градење на една огромна хидроцентрала во тоа време, во бивша Југославија, што викаме, таа била втора по големина во Југославија. После Фоча била во Вруток изградена. Таа централа е градена за рекордни 10 години изградена, 57 година е пуштена во погон со 2 агрегата, 75-та пуштени се уште 2 агрегата, собствената снага му е 150 мегавати. Со таа централа има уште под неа 2 километра подоле уште една хидроцентрала Равен во селото Равен. Таа има 3 агрегати по 6 мегавати, 18 мегавати и плюс Варбенската на овој систем што е врзана, негде околу 180 мегавати имаме енергија која што е многу јака во овој мислам за овој период и тоа се. Затоа што за 5 минути имаш на мрежа 180 мегавати, тоа го нема нигде, многу ефикасна и рентабилна со работа. А ова електрана што рековте, малку се гледа тоа надвор. Таа е сместена подземно. И се правела со некој ефект да бидат во времето да не се знаат кај што е. Вие надвор може да видите само едно построење, другото е светува подземно. И таа централа многу животи однесе. Порано се работело, не се знаело за болести, не се знаело за прашина, се работело без маски, се работело чисто така од мерак, за да се нешто направи, кој ден денеска се памети, тој ќе се памети. Техникала најмизерно нешто, копач, чуски е токмак. Немало други работи. После веќе како идело времето, компресори едно друго се носеле, али тоа било више при крајот. Фамилијата на Чичко Живко Трифуновски е една од најстарите во селото. Староседелци, како што велат тие. Преку 800 години тие живеат покрај изворот. Нашата фамилија е една од најстарите фамилии кои датират во времето уште на турско, доселени се. Сега тука имат една книга која пишуваше Стрикун и Јован, кој земено од турскиот архив во Турска. И кој таа книга е полог и положко. Иако Вруток не се наоѓаат во пологот, али измеѓу тука е. И кажува дека нашата фамилија дојде на
од Албанија. И е најстара фамилија што дотират. Прво биле преселени во селиште. Местото Прекувардар, како што го викаат ние тоа. После, старите луѓе мислеле што повише да има земја добро во това. Рамното место го имаат оставано и се доселени во бреговите. И таму се изградени куќе кои ден денеска живееме. Вруток е сместен во падините на планината Бистра. Она што е интересно за врутокчани е тоа што според нив тие планината ја делат со Сибир, или барем така тие го нарекуваат останатиот дел на Бистра. Тоа Сибир го вика Мавровскиот дел. По книгата Полок и Полошко, фактички сме Полок. Не можеме да речеме Сибир, зашто Мавровскиот дел е од нас оддалече негде ку 20 километри. Едино село од сите полошки села само во Вруток автобус имат кој доваѓа секој час. Тоа беше предност и ден денес остане. Годините си го прават своето. Селото имаше многу убаво мислам амбиент во тоа време. Немаше тога одење на страна, пример, да одиш во гостивар на Корзо, вамо и се имаше селото собствено Корзо, од хидроцентралата до реката Вардар. Се забавуваме, имаше игранки, сабота, недела имаше игранки, нарочито за верските празници, кои ќе дојдеа Божич, Нова година, пример, па после идеше Божич на 7, па Великден. По 3 дена имаме собствен дом овдека изграден, имаше игранки, народот се забавуваше, се живееше многу убаво. Вруток е горд на своите истакнати сожители, кои тргнувајќи го својот пат од изворот, стигнале до професори на Сорбона, доктори, инженери и големи амбасадори на Вруток. Стриком и Јован Трифоновски. Тој беше доктор, професор, кој беше редовен професор во факултетот во Сорбона во Франција. Можем да кажам исто во времето министер за здравство, мојот братовчец Торзар Пеповски во времето на Југославија беше министер за здравство на Југославија. Вруток во последно време доста е напреднат во туризмот, селскиот туризам, како сакате да речете, поготово со риба, со тие рибни ресторанти кои се изградени и кои што се многу познати низ нашава земја и пошироко. Луѓе кои идат тука остануваат запрепастени, зашто во времето Вруток бил познат само по електраната и никој повише не обрнува внимание да се спомне за некои други работи. Селово, кога починат тој туризам. Ова убавина што ни има дадено природата, ја нема нигде. Овој воздух чист тука, свежо, колку сака и 40 нека е температурата надвор, имаш проветрување на воздух, 3 реки се тука, шумата околу исто. Ова го нема нигде, ова е рај, Божји рај. Го оставивме Вруток и врутокчани да си ја живеат живеачката во прекрасните прегратки на Бистра. За 7 дена на некое друго место со некои други луѓе.